Истокот денес го прославува Водици, ден на крштевањето на Исус во водите на Јордан, што значи почеток на живење на верата, 12 дена од Христовото раѓање. Во Штип, Светиот крст денес се фрлаше на две места. Најпрво во Новосело, каде традиционално и оваа година имаше голем број верници. Бог се јави, нека ние за многу години да сме живи и здрави сите. И еве посакуваме ова година веќе ова пеколна болест да избега од нас, да ни даде Господ сила, успех, напредок во државата и на секое поле. Нека ни е за многу години и благословено ново лето Господово. Бог се јави. Најмногу среќа, годинова прв да дојде до Светиот крст имаше Антонио Станков. Антонио Станков, имам 31 година. Бог се јави на сите. Нека е за многу години празник. Пожелувам здравје и среќа на сите. Се најубаво. За верниците, чинот фрлање на Светиот крст е традиција, на која тие редовно се присутни. Да, обавезно, Ново село, секоја година традиција. Со среќа водици и ние бевме у тај дел што се фрламе едно време, сега не сме, веќе годините терат да не оде. Па за нас значи води дека христијански празник, дека Бог се бањал у водата. Сака, нека му даде Господ здравие, среќа. Присутен на овој голем верски настан беше и штипскиот градоначелник Иван Јорданов. Навистина ми е драго што оваа година продолжува традиционалниот начин на празнување на Боговление Водици со фрлање на честниот крст во водите на река Брегалница. Оваа прилика е користам да им посакам на сите кои што влегоа во водите на река Брегалница, на сите жители на општина Штип, многу здравје, берекет, успех оваа година и нека ни е за многу години Бог се јави. Втор пункт каде Светиот крст во Штип се фрлаше повторно беше Брегалница, но кај познатата Астивова градинка. Овде срекник беше Дарио Димитров. Јас сум Дарио Димитров, прв пат се фрлам по крсто и прв пат го фаќам. Имам 18 години, па очекувам срекни и берекетна година, исполнета со здравје. Освен во Штип, Светиот крст предизвик за скокачите беше и во останатите општини во источниот регион. Така, во Македонска Каменица крстот заврши кај Милеј Ангелов, во Таринци кај Александар Андонов и кај Васко Панчовски во Делчево. Со овој празник завршуваат не само 12 така наречени некрстени денови, туку и циклусот зимски празнувања со во кој спаѓаат уште и свеченостите празнувања по повод Бадник, Божик, Нова година и Василица. Бог се јави, навистина се јави.